Почитувани граѓани на општина Неготино, почитувани земјоделци. Денес, повторно, заеднички се соочуваме со една гола вистина. А тоа е дека секогаш, кога во Македонија на власт е СДС, земјоделските производители ги живеат своите најтешки моменти. Во изминатиот период, производителите на зелка, домати, лубеници и праски се соочија со невидени понижувања од страна на власта. Поради комплетната неорганизираност, изостана откуп како што заслужуваат македонските производители, а постигнатите цени се катастрофално ниски. Огромен дел од плодот остана на нивите, со што се причинија ненадоместливи штети за производителите. Почитувани лозари и овоштари, во 2017 година претрпевте измрзнување од невидени размери, со огромни штети на вашите насади. Наместо владата на СДС да ви помогне во надминувањето на штетите, таа дополнително ве потцени, исплаќајќи ви некој минимален износ како во обештетување. Во 2018 година, како и секогаш, лозарите и овоштарите вложија огромен труд да произведат квалитетно грозје и овошки. При тоа, поради појава на болест на лозовите насади, производната цена на килограм грозје се зголеми, а родот се намали кај некои сорти грозје, посебно кај вранецот и смедаревка. И тогаш, кога секој производител се надева на успешно завршување на годината со вистински откуп на трапезните и винските сорти на грозје и достоинствени цени, повторно на сцена стапја манипулациите од страна на СДС и нивните добро познати игри без граници. За да бидеме појасни за какви игри станува збор, доволно да се каже дека винарските визби се празни, родот на грозјето е намален, производната цена е зголемена, а сепак откупот поминува во неизвестност и огромно незадоволство од страна на лозарите поради откупните цени, кои едвај или воопшто не ги покриваат основните трошоци за производство. Затоа лозарите се очајни и се повеќе размислуваат да ги напуштат своите производни капацитети. Дополнителен товар за нас, жителите на Неготино, е посебниот случај со винарска визба по Вардарија, кои покрај силните ветувања од страна на актуелната власт во предизборната кампања за исплата на лозарите, кои имаат побарувања од оваа винарија, се уште пари за нив нема. Случајот по Вардарија остана уште едно лажно ветување во низата манипулативни и лажни ветувања на СДС, се со цел да се дојде само на власт. За производителите на сливи тешко е да зборуваме, затоа што практично и да не постои откуп. А производителите секојдневно апелираат некој да се зафати со решавање на нивниот проблем, бидејќи без откуп родот им останува на нивите. Од тука се поставуваат повеќе прашања од страна на земјоделците, а посебно лозарите. Како е можно се уште да нема дефинирани цени за откуп на вранец и смедерев, а бербата е веќе во тек? Зошто не се земаат во предвид пресметките за производната цена за килограм грозје од страна на самите лозари и нивните здруженија? Дали конечно на сите им стана јасно каква е играта на винариите, кои сакаат да ги наполнат своите капацитети по цени кои нема да ги покријат ниту основните трошоци за килограм грозје оваа година? Почитувани, очигледно е дека земјоделските производители не се предмет на интерес на оваа влада. Единствена агенда на оваа влада е промената на името на нашата држава и додворување на меѓународниот фактор, не водејќи при тоа воопшто грижа за сопствените граѓани. Со вакви погрешни политики, актуелната власт
врши директен напад врз животниот стандард на земјоделскиот производител и нитнина на земјоделските семејства, а при тоа залажувајќи ги со ЕУ и НАТО. Затоа им порачуваме: почитувани господа од власта, во Македонија потребно е воспоставување и реализација на вистински земјоделски политики, кои ќе водат сметка сопствените земјоделци, а не за лажни ветувања и манипулации. Повторно ги поценувате лозарите, овоштарите и сите останати земјоделци, но нема да ви пројде, бидејќи тие точно знаат кој работи за нивен интерес, а кој не.